Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте на денешната училница. Јас сум Валентина Стаменковиќ, професор по историја, вработена во Средното медицинско училиште Доктор Панче Караѓозов. Во денешната училница ќе го проследиме развитокот и создавањето и развитокот на египетската држава. Исто така ќе ги откриеме и причините за нејзиното слабење и пропаѓање. На почетокот да ги објасниме природните услови каде што била формирана египетската држава. Имено, египетската држава била формирана по течението на реката Нил во северозападниот дел на африканскиот континент. Животот на египтјаните зависел од реката Нил и затоа жителите на Египет оваа река ја сметале за света, ја сметале за божество и принесувале жртви. Преку изградба на иригационите системи, жителите на Египет се штителе од поплавите, но во исто време и обезбедувале вода за наводнување. Плодноста на земјата овозможила создавање вишок производи и овој вишок производ влијаел или бил една од причините за распаѓање на родот и појава на државна организација. Со текот на времето се формирале во Египет мали држави, кои што се познати како нови. И сега да видиме на кој начин е создадена египетската држава. Имено, создавањето на египетската држава се случило околу 3200 година и обединувањето на Горен и Долен Египет го извршил владетелот Менес. На релјефот е представен процесот на обединување на Египет, представен е владетелот Менес, кој што го потчинил владетелот на Долен Египет. Менес ќе земе титулата фараон и наместниците кои што дотогаш управувале со номите станале владетели, односно станале наместници на владетелот. Наместниците имале обврски да водат грижа селаните, редовно да ги одржуваат иригационите системи, да градат нови, но исто така имали и обврска да го собираат данокот од населението. Египетската држава траела речиси 30 века и нејзината долга историја се дели на неколку периоди. Првиот период е познат како Старо Египетско царство, кој што траело 3100 година пред нашата ера до 2160 година. Во Старото Египетско царство фараоните воделе освојувачки војни, проширувајќи ги границите на државата. Благодарејќи на овие освојувачки војни, во египетската држава се сливале огромни количини на злато и други скапоценности. Најпознати фараони од периодот на Старото Египетско царство бил фараонот Кеопс и фараонот Снофру. Кеопс е познат како фараон кој што ја изградил најголемата пирамида во Египет, која што го носи неговото име, Кеопсовата пирамида, и е едно од 7 светски чуда во античкиот свет. Египетските фараони богато ги наградувале номарсите со земја и злато и на тој начин постепено
ја намалувале својата моќ, а се повеќе се заселувала моќта на номарсите, кои започнале да водат меѓусебни војни, и овие меѓусебни војни на номарсите се главна причина да пропадне старото Египетско царство во 2160 година. Меѓутоа, потребата да се одржуваат и да се градат иригационите системи, од иригационите системи зависел опстанокот на населението, и оваа потреба довела до повторно обединување на државата, со што започнува периодот на Средното Египетско царство, кој што трае од 2160 година до 1750 година. Египтјаните успеваат да ги обноват иригационите системи и да го нормализираат производството на храна. Но, околу 1710 година, од Азија во Египет навлегле хиксите, користејќи ги борните коли. Еве, можете да видите како изгледале борните коли, кои што биле влечени од коњи. Хиксите успеваат да ги освојат египтјаните и со Египет владееле околу 150 години. Така да, освојувањето од хиксите е главна причина за пропаѓање на Средното Египетско царство во 1750 година. Египтјаните успеваат по 150 години да се ослободат од хиксите, со што започнува периодот на новото Египетско царство, кој што траело од 1570 до 1085 година пред нашата ера. Во овој период фараоните од новото царство воделе освојувачки војни, овој пат надвор од границите на Египет, односно надвор од територијата на Африка, и како што можете да видите од приложената карта, египетската држава се проширила во Мала Азија се до Месопотамија, односно се до реката Еуфрат. Во чест на победите, египетските фараони граделе столбови, високи столбови, кои што се познати како обелиск. Најпознати или попознати фараони од периодот на новото Египетско царство бил владетелот Рамзес II и владетелот Тутмес III. Благодарејќи на огромните богатства кои што ги земале од освоените територии, овие двајца владетели градели импозантни храмови. На оваа слика е представен храмот, изграден по наредба на владетелот Рамзес II. Исто така еден од попознатите храмови се наоѓал во градот Луксор. Освен фараони, со египетската држава се случувало да владеат и жени. Убедена сум дека сите ја знаете најпознатата египетска кралица Клеопатра, но покрај Клеопатра, како позначаен владател, фараон, била и Нефертити. И сега на крај да видиме зошто оваа држава, која што освоила толку големи територии, почнува да пропаѓа и слаби. Имено, главната причина за слабење и пропаѓање на египетската држава биле прво освојувачките војни на фараоните и второ востанијата на подчинетите народи. Слабоста на египетската држава била искористена од персиците, кои што во 525 година го освоиле Египет и на тој начин Египет станал дел од Персиското царство. Во составот на Персиското царство Египет останал се до 332 година,
кога бил освоен од Александар III Македонски и на тој начин од 332 година пред нашата ера Египет станува дел од македонската држава. На слайдот ви е прикажан еден од најпознатите египетски фараони. Станува збор за фараонот Тутанкамон. Тутанкамон не е познат по неговите војни, освојувања, реформи или слично, бидејќи умрел релативно млад, на 20 годишна возраст, но она пошто е значаен Тутанкамон е тоа што неговата гробница била откриена во почетокот на 20 век и е прва гробница која е сочувана во целост со целокупното богатство на фараонот кој што се наоѓало натрг во гробницата. Само посмртната маска на Тутанкамон, која што е изработена од чисто злато, тежи 11 кг. А сега да се потсетиме уште еднаш за државното и општествено уредување на египетската држава. Пирамидата што ја гледате, веќе ја работевме минатиот час, но еве уште еднаш ќе повториме за државното и општественото уредување на стариот Египет. Имено, Египет бил управуван од владател кој што ја носел титулата фараон. Владетелот во Египет имал апсолутна, неограничена власт. Тој бил врховен војсководец, врховен свештеник, врховен судија и египтјаните го почитувале фараонот како син на врховниот бог Амон-Ра. Во управувањето со државата на фараонот помагале неговите блиски соработници и роднини, кои што најчесто биле назначувани за војсководачи и свештеници. Под нив се наоѓале службениците и надзорниците. И едните и другите биле задолжени за собирање на даноците и исто така воделе сметка иригационите системи да се одржуваат, да се градат нови, да се поправаат старите. Во градовите живееле трговци, занетчи, уметници и други. И овој дел од населението имало обврска да плаќа даноци во интерес на државата. На крајот, во селата живееле селаните. Најчесто селаните се занимавале со земјоделство и селаните исто така имале обврска да плаќаат даноци на државата, но покрај плаќањето даноци кон државата, селаните имале обврска да ги одржуваат иригационите системи, да се грижат за нивната поправка, а и биле ангажирани за изградба на нови иригациони системи. За сите овие општествени слоеви, кои што ги спомнавме, заедничка карактеристика е тоа што тие припаѓаат во групата на слободно население. И во Египет постоела една група население кој што немало слобода, тоа биле робовите. Робовите можеле да бидат државни, а можеле да бидат и приватни робови, кои што најчесто ги поседувале побогатите жители на Египет. Робовите биле ангажирани да ги вршат најтешките физички работи во државата. Уште еднаш да кажеме дека начинот на животот на луѓето во Египет зависел од нивното богатство и од општествената скала на која што се наоѓа. На крајот од денешниот час
ви подготвив неколку прашања и одговори кои што ќе ви помогнат да го проверите наученото. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа.